Годинашното 60-то издание на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани ќе се одржи од 22 до 27 мај. Фестивалската управа го објави репертоарот на представите што ќе учествуваат во надпреварувачката и ревијалната програма. Како вовед пред отворањето на фестивалот, кој годинава има меѓународен карактер, в понеделник во 18 часот во Паркот на Револуцијата ќе биде изведен театарско-музичкиот перформанс Театарот е жив. 2 часа подоцна е свеченото отворање и гостувањето на театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот од Велес со представата Синиот портокал во режија на Александар Ивановски. Во надпреварувачкиот дел на овогодишниот јубилеен ДАФ ќе настапат 10 театри и театарски групи од Кавадарци, Кочани, Скопје и Тетово, потоа од Прокупле, Ниш и Шид од Република Србија, како и од Вуковар од Република Хрватска. Освен актерите од театарот од Велес, надвор од конкуренција ќе учествува и театарска група од Истанбул, Турција, со представата Дневникот на лудиот. Изборот на представите годинава го направи селекторот Игор Џамбазов, а освен во редовниот вечерен термин, 2 представи кои се во категоријата за деца и млади, в четврток и петок ќе бидат прикажани во пладневниот термин. По неколку години организирање на алтернативни локации поради реновирањето на големата сала, сите представи на Драмскиот аматерски фестивал од годинава се враќаат во Центарот за култура Бели Мугли. Представите во надпреварувачкиот дел ќе конкурираат за наградите за најдобра женска и машка епизодна и главна улога, потоа за најдобра режија, за истражување нови сценски средства и експеримент во аматерскиот театар, специјална награда за најдобра представа во категоријата театар за деца и младинци и Гран Прито Васил Ќортошев. Прогласувањето на најдобрите и доделувањето на наградите ќе биде в недела на 27 мај од 18 часот во Паркот на Револуцијата. Во вечерниот термин истиот ден рок концерт ќе одржи Јордан Манов бенд. Организирањето на Драмскиот аматерски фестивал е со финансиска поддршка од Министерството за култура, од општина Кочани, како и со донации од стопанските претпријатија во регионот.